Со големо задоволство можеме да кажеме дека денеска СДСМ, Конгресот на СДСМ донесе 3 крупни одлуки. Првата е усвојување на програмата, втората е одлука за предизборна коалиција и третата е пратеничките листи и носителите на листите. Програмата на СДСМ, предизборната, еве во работна верзија, таа е обемна, конкретна, јас би рекол владина, голема програма со многу конкретни решенија, со многу храбри решенија кои што драматично ќе сменат иднината на овој народ, на оваа нација, на Македонија. Втората одлука, врз основа на принципите поставени во оваа изборна програма, донесовме одлука за предизборна коалиција со 15 други политички партии. Меѓу нив, меѓу поголемите ги спомнам НСДП, партијата на Фијат Цановски Пеј, две партии од турската национална припадност, она на Аднан Ќархел и на Ердоган Сарач, една партија од ромската национална припадност, на Самка Ибримовски и уште десетина други поголеми или помали партии. И трето, Конгресот на СДСМ ги донесе одлука за кандидатските листи и на овие избори СДСМ ќе има своји носители од СДСМ, сите носители ќе бидат од СДСМ. Тоа се: во првата изборна единица носител на листата Радмила Шекеринска, во втората изборна единица Ана Павловска Данева, во третата изборна единица Стефчо Акимовски, во четвртата изборна единица Зоран Заев, во петата изборна единица Јани Макрадули и во шестата изборна единица автентично решение од Општинската организација на СДСМ Тетово Стојко Пауновски. Ние мислиме, убедени сме, среќни сме што на ваков начин, со ваква добра атмосфера се донесува овие одлуки и повеќе немаме дилема што ќе биде исходот на 5 јуни. Уште сакам да кажам уште нешто, дека цела оваа идеја околу предизборните коалиции, околу носителите на листи, околу изборната програма е поставена на цврсти основи и идеолошки, основи кои што ќе значат економски прогрес за Македонија, кои што ќе значат слобода за македонските граѓани, кои што ќе значат враќање на достоинството на македонските граѓани. Повелете сега прашање. Вашата доверба не ја доби пронешниот премиер Владо Бучковски? За пратеникот Владо Бучковски, за Владо Бучковски дискутиравме и на извршниот одбор и на централниот одбор. Се донесе одлука Владо Бучковски да не биде кандидатските листи. При тоа, со целиот респект за неговата работа во изминатиот период и во целиот изминат период на Социјалдемократскиот сојуз, Владо Бучковски останува на браникот, на врвот на СДСМ и останува да одработи победата на СДСМ до 5 јуни. Одлука уште една која што се донесе, која што е одлука на претседателот Црвенковски, исто така да не биде на кандидатски листи, то да биде првиот знаменосец на победата на СДСМ до 5 јуни и потоа. На кандидатските листи е и Сафет Бишевац како представник на Санџачката лига, и Ленче Николовска како и експерт, и ако сакате, ако тоа беше прашањето од А1, но тоа ние не го гледаме така, го гледаме како широк, отварање на широк граѓански фронт против оваа тоталитарна власт. Ни треба таква работа. Македонија стана специфична средина во која што луѓето веќе не се препознаваат, не знаеме кој со кого е и ние затоа се решивме да отвориме овој широк фронт, бидејќи и ќе ги направиме со сите средства да го победиме овој ненароден режим.